се, излязете две цървени полжавчина, наредете се, излезе едно плаво полжавче, наредете се. Докато шетал по ливадата със своите ученици, учителът Полжав забележал още много други полжавчиня, кои сакали да застанат во редот и да бидат негови ученици. Забележувате како? Шептале по ливадата много полжавчиня и тие сакале сите да бидат негови ученици. Ама тој не замоли да му помогнеме да ги нареди во ред. Сега ги му помогнеме? Значи на кого треба да му помогнеме? На учителот треба да му помогнеме. И што треба да направиме? Да ги събереме сите полжавчина. Да ги наредиме сите полжавчиња. Денес учителот Полжавковски ни дал малку поинаква задача. Секогаш, кога ќе стигнеме до последното полжавче, треба да додадеме за едно повеќе. Сега жълто трябва тук. Плаво, жълто, плаво, жълто. Жълто. Жълто, плаво, жълто, плаво, жълто, жълто. Сега излязате две цървени полжавчина, наредете се. Излезе едно плаво полжавче, нареди се. А овај пат ке три полжавчина ке излезе. Каква боја се тие? Жолта. Овај пат три, овој пат значи три ќе бидат жолти полжавчиња. Излезете три жолти полжавчина и излего. Викнав уште две жолти полжавчина. Значи овој пат наместо едно? Викнав две жолти полжавчина, две црвени и едно плаво викнав. А потоа? А потоа ми текна да викнам три. Се сети три полжавчиња. Каква боја? Жолта. Три жолти полжавчина, наредете се да плавото полжавчина. Денес учителя Полжавковски јас му помогнав за жолто викнав, жолто и мамо нареди се, пак
велила, нареди се. Наредете се, полжавчиня. Се полжавчина. И направо вила, плава полжавчина, нареди се. Секој пат по едно повеќе вика. Ама какво полжавче повеќе? Од кој полжавчиња по едно повеќе? Од која боја? Од жалтите има.